Поштовани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Дваесеттина оделенски наставници ја посетија обуката за националната платформа за онлайн учење. Позитивни на COVID-19 се 2 воспитувачки во Тетово. Министерот Филипче вели дека растат бројките на ново заразени. Гостиварските улици се полнат со кучиња скитници, а граѓаните стравуваат од напади. Просветните работници од Тетово се подготвуваат за настава на далечина во услови на пандемија. 20 оделенски наставници денес ја посетија обуката за националната платформа за онлайн учење, која се одржа во основното училиште Гоце Делчев. Во пресрет на почетокот на новата учебна година наставниот кадар се обучува како да се користи националната платформа за онлайн учење. Во основното училиште Гоце Делчев во Тетово денес се одржа обука за 20 оделенски наставници. Сонја Трифуновска во улога на обучувач вели дека оваа платформа е новина во нашето образование, со која ќе се обезбеди поголема база на образовни материјали, а наставниците ќе се стекнат со дигитални вештини. Во нашето училиште обуката за наставниците започна во текот на вчерашниот ден и денес ќе имаме исто така обука, додека најавено од страна на Министерството за образование и наука од утре во текот на утрешниот ден ќе биде спроведено тестирање на националната платформа и тоа во 10 пилот училишта кои што ќе бидат избрани на ниво на држава. А додека пак во петок ќе бидат вклучени сите училишта во тоа тестирање на националната платформа. Можно е значајно тоа што со оваа платформа ќе обезбедиме настава која што ќе се одвива и со учениците со физичко присуство, но во исто време можеме да ги вклучиме и учениците кои што ќе ја следат наставата онлайн и на тој начин ќе бидат на наставниот час присутни и тие. Според предвиденото, наставниците за време на часот треба да бидат во училницата, во која ќе може да има и ученици кои тука ќе ја следат наставата, а преку конференциска врска ќе се изведе и далечинско учење. Онлайн часовите ќе ги закажуваат наставниците. За секој онлайн час ќе има посебна видеоконференциска врска. Знаеме дека сега наставните часови ќе бидат скратени, ќе бидат во трајање од 30 минути и наставниците ќе се закажуваат, например, еве час по математика. Ќе се испрати линк преку националната платформа до сите ученици, бидејќи учениците се на платформата, ажурирани со помош на системот ЕМИС, а наставниците со ЕСАРУ системот, и тие ќе бидат во платформата. Меѓутоа, за да влезат, мора да се најават со корисничко име и лозинка, и кога веќе ќе бидат најавени на платформата, во календарот, што е во рамки на националната платформа, ќе им излегуваат часовите, дека имаат закажан час или дека имаат некоја домашна задача зададено, и учениците со кликање на линкот директно ќе се воспостави видеоврска со наставникот и на тој начин ќе се изведува наставниот час. Со измените на законите за основно и средно образование кои вчера ги изгласа Собранието, за време на вонредни околности учебната година може да започне и заврши и во време различно од времето кога вообичаено започнува учебната година, за што ќе одлучува владата. Во вонредни услови со овие законски измени наставата ќе може да се организира со физичко присуство на учениците или на далечина со примена на средства за електронска комуникација. Измените на двата закона предвидуваат и наставниот час да трае пократко од 40 минути, заради поголема заштита на учениците кои ќе следат настава со физичко присуство. Со законските измени е предвидено и можност за кратење на наставните денови во учебната година од 180 на најмалку до 100.
Состојбата со коронавирусот во земјава, но и во светот генерално се влошува, оцени на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Бројките на ново заразени постојано растат поради опуштање на граѓаните. Тој најави воведување на нови мерки. Од анализите на епидемиолошките анкети на новозаразените јасно може да се заклучи дека главната причина за зголемување на бројката на нови случаи со COVID-19 се должи на непочитување на мерките, пред се групирање семејни собири, прослави и свадби, кои што се забранети, рече на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Тој истакна дека во наредниот период ќе бидат засилени контролите за спроведување на мерките и протоколите кои се на сила, а не е исклучена можноста од воведување нови мерки за спречување на понатамошно ширење на вирусот. Последните денови ќе информираме за новите мерки кои што се планираат согласно стратегијата која што е развиена од Комисијата за заразни болести, а дел од мерките кои ги разгледуваме се задолжително носење на маска и на отворено, ограничување на бројот на лица по маси во угостителски објекти, ограничување на бројот на лица за групирање воопшто, силна контрола и казни за семејни прослави и прослави на затворено, прецизен протокол за работа на угостителските објекти на затворено, односно во однос на бројот на посетители, дистанцата на седење, евентуално намалување на капацитетот на јавниот превоз. Филипче уште еднаш повика граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на коронавирусот. Непочитувањето на мерките ќе значи оптеретени и изморени здравствени работници, кои заради големиот број на пациенти нема да можат да пружат соодветна нега и грижа. Да ги почитуваме мерките, бидејќи тоа значи истовремено и почит кон здравствените работници. Секој од нас мора да разбере сериозноста од тоа што ни престои, мора да разбере дека непочитувањето на мерките ќе не одведе кон нови рестрикции, кои секако никој од нас не ги посакува. Може да не одведе кон критично состојба у болниците, кон нова неизвестност на секое поле. Ова не смееме да го дозволиме, бидејќи ова ќе значи и доведување во прашање на економската стабилност за земјата, работните места, екзистенцијата. Сите знаеме какви штети предизвикува карантинот како мерка и врз економијата и врз моралот на граѓаните насекаде, не само кај нас. Можеме да го превенираме само со целосно и доследно држење до препораките и мерките. Од нас зависи каква есен ќе имаме. Од нас зависи како ќе го премостиме и овој бран. Позитивни на COVID-19 се две воспитувачки во Тетовот, кои едната не одела на работа, другата е во изолација. Со речиси секојдневен двоцифрен број на заболени, состојбата со вирусот во овој регион повторно станува алармантна. Граѓаните велат дека мора надлежните да преземат мерки за да не дојде до ескалација на состојбата. Коронавирусот влезе и во тетовските градинки. Две воспитувачки од објектот Тетекс се позитивни на вирусот, од кои едната не одела на работа. Групата со дечиња која ја водела другата воспитувачка, како и дел од нејзините колешки, се во изолација. Не е тоа болеста која би се проширила само во градинките, имаме и од дома може да се разболе, така што до сега не сме имале поголеми проблеми, освен што едната група не е изолирана. Тука имавме две деца. Двете деца са дома. Ги имам контактирано и вработените, и родителите од децата, и свите потврдија дека моментално са добри. Со речиси секојдневен двоцифрен број на заболени, состојбата со вирусот во Тетовско повторно станува алармантна. Бројот на заразени расте, но не и свеста кај граѓаните. Мерките речиси и да не се почитуваат. И локалните власти никаде ги нема. Последниот кризен штаб на кој се разговарало за состојбата беше дури на 5 август. Тетовци сметаат доколку не се преземат други мерки, ситуацијата ќе излезе од контрола. Во последно време многу има заболени. Секој ден скоро по 10, 5, 12 случаи така. Па надлежните треба и да преземат некои подобри мерки за тоа да се спречи. Никој маска не носи. Никој ништо не почитува, кафанете се полни. Бог да им помогне на луѓето, тоа е. Све излага, и контрола, и све, само нема кој да води ова ова држава.
Полни се капацитетите и во Тетовската клиничка болница, и на инфективното, и на интерното оделение е полно со пациенти. Ако состојбата продолжи да се влошува, кадровски и просторно, тешко ќе се успее да се згрижат сите кои ќе имаат потреба од лекарска помош. Гостиварските улици се полнат со кучиња скитници, а граѓаните стравуваат од напади. Работата на стационарите за третман на кучињата е на пауза поради пандемијата и изборите. Третманот на кучиња скитници во Гостивар е во прекин известно време. Двата стационари каде се вршеше вакцинирање, кастрирање и чипирање на заловените животни паузираат со работа. Според објаснувањето на првиот човек на општината Арбен Таравари, поради пандемијата и изборите, не биле во можност да ги продолжат договорите за ангажман на работниците. Во меѓувреме забележливо е зголемување на бројот на бездомни кучиња низ Гостивар. Вработените во тие стационари поради пандемијата и поради изборите не можевме да им продолжиме договори. И двајцата вработени што беа издржаа 2-3 месеци без плата и потоа се откажаа, меѓутоа од минатата недела им направивме нови договори. И се надевам сега повторно ќе ги активираме и двата стационара, меѓутоа таму ние ќе ставиме максимум 200-300 кучиња, повеќе не можеме, толку се капацитетите, а во градот има многу повеќе од тој број што го кажува. Дел од проблемот градоначалникот лоцира и во носењето на кучиња од други градови во Гостивар. Доколку полицијата го спречи тоа, ситуацијата ќе биде поинаква, нагласува тој. Слушам дека од соседните општини се зборувало дека Гостивар ги третира кучињата, има стационари, се што имаме да ги однесеме. Има печаток дека тоа се прави со помош на локалната полиција, имам таков печаток. Имавме и одредени снимки што ги фативме со камиони, не сега, пред 7-8 месеци, 1 година. Ги испративме во полиција, знаете, никаква реакција, ништо никој не реагира. Како за повеќето лоши феномени во општеството. Кучињата кои најчесто се собираат во поголеми групи сеат страв меѓу гостиварци. Граѓаните на социјалните мрежи споделуваат и фотографии на кои може да се забележат оштетени возила од кучиња. 3 случаи на каснување од кучиња бездомници се пријавени вчера во полиција. Во билтенот и информација за физичка пресметка помеѓу 5 лица во Гостиварската болница. Двајца жители на Гостиварско Дебреше вчера најпрво физички се пресметувале на игралиште во селото, при што било оштетено и возилото на едниот од нив, а тепачката продолжила на ургентниот центар во Гостиварската болница, каде се обратиле за лекарска помош, а во која се вклучиле уште 3 нивни соселани. Сите инволвирани во случајот се приведени и задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот и против нив ќе следува поднесоци, информираат од СВР Тетово. Во Тетовско горно палчиште ноќеска половина час по полноќ приведен е 34-годишник од ова село, осуден на 14-месечна затворска казна за сторени кривични дела, предизвикување општа опасност и недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. По приведувањето тој е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Во полицискиот билтен вчера регистрирани се и 3 каснувања од кучиња. Случаите ги пријавиле 29-годишникот Тетово, кој на улица 114 бил каснат од куче бездомник, 44-годишна жителка на Гостиварско Беловиште, чија малолетна ќерка на влезот од селото била касната од куче бездомник, а 81-годишна скопјанка пријавила каснување од куче во долнореканското село Битуше. За добро здравје и помалку загадување, што почесто да се вози велосипед или да се пешачи, порачаа денес учесниците на одбележувањето на Светскиот ден без автомобили во Гостивар. Со символична прошетка низ центарот на градот и велосипедска тура по новите патеки, во Гостивар се одбележа Светскиот ден без автомобили. Настанот го организираше општината во соработка со Сдруженијето ГВЕКО во рамки на Европската недела на мобилност. Целта е да се подигне свеста кај граѓаните во секојдневните активности автомобилите да ги заменат со велосипеди или да пешачат, за да се намали аерозагадувањето.
Бројот на автомобили во последнава година е зголемен за 1500 возила. Градот се гуши од автомобили, се гуши од паркирани автомобили насекаде. И ако сакаме ова да се промени, пред се треба да ја измениме инфраструктурата. Предлагаме едносмерни улици, предлагаме пешачка зона во центарот на градот и праќаме порака дека секој еден граѓанин кој има навика да го користи својот автомобил на секој 500 метри за да стигне до најблиската кафетерија, секогаш пред да влезе во својот автомобил треба да свати дека тој е виновен за енормното загадување на воздухот. Светскиот ден без автомобили е добар повод да подсетиме на бенефитите од возењето велосипед за здравјето. Ги зајакнува мускулите, го подобрува држењето на телото, функционирањето на кардиоваскуларниот систем, го чува менталното здравје и го намалува стресот. Првата работа е што веќе имаме стази за велосипеди и тоа, ако не грешам, повеќе од 1500 метри, прв пат во Гостивар. Се надевам овој проект да се развива и понатаму и да има повеќе стази низ Гостивар. И втора работа е што оваа година Гостивар, општина Гостивар субвенционираше и купување на велосипеди со единствена намера да ги мотивира луѓето што помалку да ги користат нивните автомобили, што повеќе да ги користат велосипедите или да пешачат. Причина плюс е што при возење велосипед организмот ослободува ендрофин, хормон на среќата. 15 погрешно паркирани возила во Гостивар и 17 во Тетово биле подигнати само во текот на вчерашниот ден од страна на Пајак службата. Од СВР Тетово информираат дека активностите за воспоставување поголем ред и безбедност со паркирањето во Гостивар, кои започнаа изминатиот викенд, со несмалено темпо и динамика продолжија и вчера. Вкупно откриени, санкционирани и подигнати биле 15 погрешно, односно непрописно паркирани возила на улиците Браќа Џиновски, Мајор Чеде Филиповски, Борче Овановски и Јана, против чии сопственици ќе следуваат и соодветни поднесоци. Вакви активности планирани се и наредните денови. Вчера пак во Тетово вкупно биле санкционирани и подигнати 17 погрешно паркирани возила, претежно во централното градско подрачје, информираат од СВР Тетово. Нови работни места и во време на криза, вети министерот за економија Крешник Бектеши, кој го доби вториот мандат за да го води министерството. Тој на пресконференција денес ги презентираше приоритетите во новиот мандат. Еден од проектите на кои што ќе се залагаме во идниот период е олеснување на условите за бизниси во оваа насока. Процедурата за законски измени веќе започната и ќе овозможи основање на фирми, на компании со еден минимален износ од 1 евро. Со оваа мерка граѓаните ќе имаат можност да основаат фирми, компании со минимални трошоци и да ги реализираат своите идеи и бизнис планови преку новоотворените што туку формираните фирми. Ние исто така работиме на создавање на еден регистар на парафискални давачки и со овој регистар ние целиме преку реформи во институциите да ги намалиме парафискалните давачки до 75% и нивното нивелирање во согласност со големината на стопанските субјекти преку еден диалог со стопанските комори во нашата земја. За поддршка на бизнисите, во наредниот 4-годишен период ние ќе работиме на намалување на трошоците и на административните процедури за добивање на правна документација за потребата на бизнисите. Документи од Централниот регистар, од царина, документација за учество на тендери и на останати државни институции. Потекнувањето на домашните странските инвестиции, како и олеснување на процедурите за нивна реализација е наш приоритет во наредниот период, заедно со Министерството за финансии. Председателот Стево Пендаровски упати порака до јавноста по повод 75 годишнината од основањето на Обединетите нации. Формирањето на Обединетите нации е еден од најважните глобални проекти и постигнување на човештвото. Но нашата организација може да биде ефикасна онолку колку што државите членки ќе ја дозволат.
Поради бројните препреки во незиното работење, во светот се уште има тензии и конфликти, милиони бегалци и мигранти, неконтролирана експлоатација на природата и повреди на човековото достоинство. Кон старите се придодадоа и нови акутни проблеми, како што се глобалниот тероризам, транснационалниот организиран криминал и дигиталната поделба. Годинава, состојбата е дополнително усложнета поради пандемијата на COVID-19. Покрај огромното страдање што го предизвикува, пандемијата ги разоткрива слабостите на нашиот меѓународен поредок и системските нееднаквости на нашиот свет. Ни остануваат само уште 10 години за да ги реализираме агендата 2030 и Парискиот климатски договор. За да ги постигнеме целите за одржлив развој, ние мора истовремено да ги ублажиме економските и социјалните последици од пандемијата. А тоа можеме да го постигнеме само преку меѓународна соработка и глобална солидарност, зашто ни се неопходни силни и ефективни Обединети нации, реформирани и прилагодени на новата реалност. Од својата независност до денес, Република Северна Македонија сведочеше и за придобивките и за предизвиците на Обединетите нации. Од корисници на првата превентивна мисија, УНПРЕДЕП, самите станавме контрибутори на повеќе мировни мисии. Благодарение на Обединетите нации, решивме комплексен спор која забавуваше нашата интеграција во меѓународниот поредок. Ние ќе продолжиме во духот на мултилатерализмот да ги исполнуваме нашите меѓународни обврски и да ја поддржуваме работата на Обединетите нации и незините специјализирани агенции. Јасно е дека само ако вложуваме во светската организација, ќе успееме да изградиме достоинствен свет. Даница Дана Крстеска од Гостивар вчера вечер за прв пат ги изложи своите уметнички слики пред Тетовци. Изложбата беше отворена во уметничката галерија во Тетово со наслов Архетипови и сенки. Архетипови и сенки, вака е насловена колекцијата на уметнички слики кои Даница Дана Крстеска од Гостивар ги презентираше на Тетовци. Таа прв пат отвора изложба во Тетово, а сликите беа изложени во уметничката галерија. Љубителите на уметноста имаа можност да погледнат 20 незини дела. Станува збор за 20 дела работени во техника масло на платно, лазурна. Сигурно се прашувате зошто архетипови сенки. Ги нарековме така затоа што уметничкиот израз, додека ги работев овие слики, беше условен од несвесното. Си дадов слобода, малку да избегам од вообичаеното и делата попри ми е изгледна надреални. Ова е нејзина четврта изложба воопшто, а представува ретроспектива на последните 2 години работа. Ни раскажа и која е тематиката на нејзините дела и од каде црпи инспирација. Викаат времето минува. Минуваме ние низ времето. Ето некако ме обзема тие размислувања и секогаш кога творам, некако тоа ми е во подсвеста. Сега откако се лабавија мерките, убаво што има изложби. Гледам се прават и во Скопје и тука во Гостивар, во Тетово исто така. Колони исто. Убаво е. Да се прикаже тоа што се сработило. Да се освежат луѓето. Тетовци имаат вкус за уметност, вели Крстеска, а најавува изложба на овие дела и во родниот Гостивар. На сите им порачува колку што можат да посетуваат изложби и други настани кои ја промовираат уметноста, особено во овие неизвестни времиња. Денес и утре ќе се одиграат 12 надпревари од 16 финалето на фудбалскиот куп на Македонија. Фудбалерите на Вардар од Форинот денес ќе го одиграат надпреварот од 16 финалето на Купот на Македонија против Скопски Вардар, со што и официјално ќе започне новата сезона во ова надпреварување. Останатите надпревари на програмата се утре. Најлесна задача од полошките екипи треба да има екипата на Ренова, која ќе му гостува на второлигашот Охрид. Најнеизвестно ќе биде утре на градскиот стадион во Гостивар, каде истоимената екипа ќе се сетне со кавадаречкиот второлигаш Тиквеш. Двете екипи се меѓу фаворитите во своите групи во втората лига. Двете тетовски екипи, Тетекс и Љуботен, имаат само теоретски шанси за пласман во следната фаза. Тетекс ќе гостува во Кратово против екипата на Силекс, која ова лето настапуваше во фудбалска Европа, додека третолигашот Љуботен ќе му гостува на битолски Пелистер. Екипата на Шкендија заедно со Струга, Академија, Пандев и Брегалница Штип се слободни во првото коло.
На останатите надпревари ќе играат Кит Гол Пехчево Скопје, Македонија Ѓорче Петров Победа Прилеп, Каменица Саса Борец, Влазрими Кичево Работнички, Велешта Кожув, Слога Виница Шкупи и Росоман Беласица. Сите надпревари ќе се одиграат утре со почеток во 15 часот и 30 минути без присуство на публика. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Вам ви благодариме на вниманието и останете со програмата на телевизија Кисиме Нада. Пријатно!